Се ситни наставниот кадар во општина Струга. Просветни работници нема ни за лек. Дел се пензионираат, некои користат одмори или боледувања, а не е мал бројот и на оние кои земаат и неплатени одмори. Секој нареден месец во Центарот за вработување за 30 до 40% се зголемува бројот на барањата за ангажирање на професори. Во последно време има еден феномен на зголемување на барањата за наставен кадар, што се однесува за барањата од страна на наставници на школите за замена на наставниците, бидејќи во последно време наставниците користат одмори неплатени или боледувања, со тоа што се зголемува барањето за замена на наставниците. На пазарот на труд се бараат професори по природни и општествени науки. Нема кој да предава математика, информатика, физика, хемија, биологија, потоа историја, географија, геодезија и други стручни предмети, па дури и физичко воспитување. Разгледувајќи го фактот дека во последно време имаме и дефицитарен кадар по стручни предмети, по предмети воопшто и оделенски наставници, и се наоѓаме во еден лавирин заедно со директорите од школите. Со кратки зборови можам да речам дека недостасуваат наставници. Во одредени средини во Струшко неретко се ангажираат професори кои немаат соодветно образование, некои од нив поставувајќи ги дури и на одговорни функции. Токму поради незаконското поставување на директори во основните училишта, одговара струшкиот градоначалник. Во училиште во Подгорци Мерко во 2 наврати именувал директори без соодветно образование. Првиот пат училиштето допуштил да го води ветеринарен техничар, а потоа за директор на образовната институција именувал библиотекар. Мерко на обвинителна клупа го седна и Екзона Шеи, која едно по друго во 2 мандати ја извршувала функцијата веде директор во основното училиште во Велешта, иако не ги исполнувала условите како во поглед на потребното работно искуство, така и во поглед на незиното образование. Иако немала завршено високо образование, била примена на работа и со средно образование, држела настава по француски јазик. Против Мерко веќе се водат судски процеси за несоодветно работење и прекршување на законот затоа што поставил несоодветни директори на 6 училишта.